тесен лифт, скали, 2 врати и Вита Форнољак со синот Дмитро се подготвени за прошетка. Вита вели дека овој начин е полесен сега, откако се поставени рампи во куќата, откако пред 1 година ги побарале од локалните власти. Дмитри Форнољак се приклучил на армијата на првиот ден по целосната инвазија на Русија. Тој го бранел регионот на Киев, но имал несреќа додека бил на должност во април 2022 година. Дуже важка закрита черепно-мозкова травма. Многу тешка повреда на главата. Поминавме 4 месеци во регионалната болница. Речиси 3 години, болници и центри за рехабилитација биле реалност за семејството. Вита и незиниот сопруг работат во смени за да се грижат за нивниот син. В основном зимој була ја. Бев со него цело време. Гледав како специјалистите работат со него и правев видеа. Прашував како да се однесувам со него подоцна. Повеќето ветерани негуватели се членови на семејството, честопати жени, според украинска група за права. Даних державних про те, скільки в нас... Но нема државни податоци за тоа колку ветерани старатели има. Ова е првиот проблем и нашето прво барање до владата да започне со собирање на овие податоци. За Халан тоа е лично. Незиниот брат бил ранет во Бахмут и му била ампутирана нога. Таа се грижала за него и знае со какви предизвици се соочуваат семејствата. Якщо поранення таке, що ти потребуєш... Ако треба да бидете во нивна близина, имате проблеми со сместувањето. Не можете да бидете во болница. Потоа, проблемите со вработувањето почнуваат, ако треба да обезбедите долготрајна нега. Надомест за негувателките има, но тоа е мал, признаваат од одделот за ветерани. Це прям сльози, и це... Ако зборуваме реално, ова се само солзи и на никој начин не ги компензира сите тие изгубени можности на семејството на ветеранот. Исто така, на негувателите им е потребна основна обука за тоа како да помогнат на лице со попреченост, како и за психолошка подршка. Я це пережила, я Го знаю. знам ова затоа што и самата земав антидепресиви. Лекарите на Дмитро едноставно ја видоа мојата состојба и ме советуваа да се консултирам со специјалист. Дополнително комплицирање на проблемот е тоа што бројот на ветерани се зголемува додека државните ресурси се намалуваат. Вся соціальна сфера... це... Целата социјална сфера зависи од средствата на странските партнери, а има и недостиг од луѓе. Но заменик министерот ветува промени наскоро. Проваджање институту фахивця супроводу ветерани. Работиме на програма од специјалисти кои ќе ги придружуваат ветераните во локалните заедници. Прелиминарниот план е да започне со работа на 1 декември. Вита е оставена на себе си. Најголемиот сон и е незиниот син повторно да почне да оди сам.